Да, продолжуваме со емисијата. Како што кажавме, тука е универзитетската професорка Фросина Ременски. Добро дојдовте во студио 10. Добар ден за вас и за вашите гледачи и благодарам на поканата. Професорке, како што кажавме, она што е последно најактуелно, тоа е законот за помилување или законот за амнестија. Тој исто така се носи во среде едни политички турбуленции, кажавме, и опозицијата е по дефолт против законот, бидејќи тие се против, речиси, се што носи власта, но тука имаме несогласување во самата владеачка коалиција. Како што кажав, и министрот Спасовски кажа дека е против, премиерот најави амандмани во однос на осудените за монструм, инаку информација која ја објави телевизија 24, дека и тие ќе бидат опфатени со законот, и сега законот влезе во владена процедура. Председателот вчера кажа дека тој ќе може, мислам, беше објаснато во законот, дека ќе може да помилува само казнети, а не лице и под истрага. Како гледате сега вие на целиот овој процес? Сакам да направиме дистинкција помеѓу овие два закони. Значи, законот за амнестија, кој што е веќе во собраниска процедура, е законот кој што е спорен од аспект на опозицијските гледања и стручните дебати, и законот за помилување, кој што вчера влезе во владина процедура, а се однесува на правото на председателот да применува постапка и да помилува лица. И во овој дел на законот клучен институт во рамки на законот е аболицијата, односно можноста да се помилува лице кое што е во некаква истрага, во некаква судска или кривична постапка, наспроти она што е законско решение, дека само казнети и правосилно осудени лица може да бидат предмет на помилување, што беше реално спорна одредба и во оној период кога тогашниот председател Иванов ги прогласи 56-те, ако не се лажам, помилување на лица кои што и нема статус на обвинети или луѓе во истрага. Се сеќаваат гледачите и вие на тој дефинитивно. Тоа беше навистина дискутабилна одлука. Многу два члена од законот, стариот сега, веќе и важечки, уште закон за помилување, беа предмет на анализа и на дебата на Уставниот суд по однос на тоа дали можел да се донесе, дали председателот тогаш Иванов можел да донесе решенија за аболиција или не. Така што овие измени или овој нов закон произлезе токму од тие турбуленции, од тие правни недоумици и би кажала и настојувањето на председателот Стево Пендаровски да ја пропише постапката во која што ќе го олесни или ќе се иземе од дискреционо одлучување за тоа кого помилува, односно на кого ќе издаде, за кого ќе донесе одлука за помилување, а за кого не. Во овој контекст новото законско решение ги носи тие можности за исклучување на можноста за аболиција на луѓе кои што се во кривична или во судска постапка без правосилно решение за осудени лица, што би кажала прилично добро решение ако се има во предвид дека во минатото ова право многу често било критикувано заради својата употреба. Се отвараат и теоретски дискусии од аспект на стручната фела, дали откажувањето од имавме и пред Иванов и други аболиции кои исто така беа медиумски интересни, ајде да речем. Така, во тој контекст и теоретската дебата, дали е можно да се исклучи комплетно правниот институт аболиција, бидејќи го познаваат правни системи, но тоа е повторно, би кажала, прашање на законодавецот и на политичката волја изразена во законско решение. Кој ќе влезе во собраниска процедура законот, верувам дека и стручната јавност ќе го види, а ќе има, верувам, и произнесување на повеќе мислители околу тоа прашање. Прашањето на амнестија е дискутабилно во овој изминат временски период, бидејќи се дебатира и се
оспорува многу често од политички аспект. И ако навистина законите и законските решенија се политичка волја преточена во правна норма или во закон, тогаш се поставува прашањето чија волја е ова, дали е волја на сите политички партии или е волја само на владеачката партија, и затоа тоа така се дискутира. Јас сум била дел од парламентарен состав кој што гласал закони за амнестија. Законот за амнестија во јануари месец 2018 година, во декември месец 2018 година, и секако ги следев сите претходни закони за амнестија, вклучително и минатогодишниот, каде што беа амнестирани сите обвинети во делот на непочитување на ковид мерките за време на здравствената криза. Тој вие што го гласавте беше прилично спорен тоаш. Значи, нема закон за амнестија кој што не е спорен. Мислам дека тука треба да бидеме реални и фер во нашите искажувања, затоа што, повторно ќе кажам, ниту една амнестија не може во целост да биде праведна или во целост да не биде дискриминирачка. Секогаш таа линија помеѓу помилувањето или милоста на државата кон одредени лица и немилоста кон други е дискутабилна од аспект на либералните теории за човекови слободи и права, кои што ги уживаат и осудените лица, иако тие имаат во дел и ограничени човекови слободи и права. Меѓутоа, претпоставувам дека мислите на законот за амнестија кој што се донесе декември 2018 година, затоа што законот кој што со уставните измени. Така, затоа што јануарскиот закон од 18 година за амнестија е во голем дел скоро ист како актуелниот. Мислам дека е недоволно добро премерен моментот кога се предлага и се носи законот, бидејќи се уште стои иритацијата од измените на кривичниот законник, кои што различно се толкуваат, и секако сите општи јавни дебати одат во прилог на тоа дека тие измени се носат во пресрет на уставните измени и дека постои некаков политички пречутен договор околу амнестирање по однос на кривична одговорност. Тоа го тврди и опозицијата. И дефинитивно сите имаат право да се сомневаат во такво нешто, затоа што малку време се потроши од страна на носителите на јавни функции да биде презентирана целта и да биде аргументирана целта за барањето на овие измени. И она што го кажа вчера амбасадорката на Соединетите Американски држави, дека амнестија немало еднаш, нема ни да има, сигурно ова нема да биде последна амнестија, но она што е потребно политичарите да ги им објаснуваат на граѓаните зошто навистина ова се случува и ова се прави. Интересно е, професорке, што министерот за внатрешни Спасовски се противи на законот. Тоа е еден, ајде да речеме, интересен момент, што укажува дека владеачката коалиција не си ги усогласила ставовите внатре во владата пред министерот за правда Кренар Лога да го предложи овој закон. Во ред, премиерот Спасовски рече дека ќе има амандмани, да речеме како за осудените во Монструм, што е, да речеме, една блага корекција, но несогласувањето на министерот Спасовски за целиот закон, мисля, че не е доста еден поголем проблем, ајде да речеме, внатре политички. Партијата Социјалдемократски сојуз имала и во минатото одредени несогласувања по носење на законски решенија, чии што предлагач била владата. Така да не е прв пат да има различни мислења по одредени прашања во рамки на владеачката Социјалдемократски сојуз. Ова сега што го слушаме како несогласување несогласување на министерот за внатрешни работи со актуелното законско решение, тој ги даде своите видувања. Јас не би навлегувала да ги анализирам и не би ги коментирала, би го кажала мојот став по однос на тоа, дека амнестијата во ваков момент со недоволно јасни ставови по однос на тоа кој се помилува, за кого се поднесуваат амандмани, нема да донесе очекувани резултати, со оглед на тоа дека во рамки на законот се исклучени
осудените за 27 и секако се заговара амандманска интервенција за двајцата осудени за Монструм. Иако во делот на законот вака како што се чита, тие не подлежат на исклучок од законот за амнестија. И тука доаѓаме до прашањето и дебатата што министерот за правда ја отвори како таква, дека доколку ДУИ, Социјалдемократски сојуз и ВМРО ДПМН се усогласат околу некакви амандмани за осудените од 27 април, дека може да се дискутира, меѓутоа во тој случај Алијанса на албанците ќе го блокира во тој случај законот, што значи дека тука имаме волја на повеќе страни по однос на законското решение, а јас верувам дека доколку осудените од 27 април биле дел од законското решение, нема да имаме нема да има ни противење од страна на опозицијата и мислам дека тука е прекршувањето и разидувањето околу потребите за носење од овој закон, дополнително што во декемврискиот закон за амнестија од 2018 година, кој што примарно се однесуваа на приведените и луѓето во истрага од 27 за настаните од 27 април, 95 пратеници гласавме за тој закон, што значи дека и ВМРО ДПМН гласаше за амнестијата на лицата кои што беа амнестирани, а беа вклучени во настаните од 27 април, настрана нивната внатре партиска политика за исклучување на 8 пратеници, кои што реално беа дел од тој закон што и опозицијата го гласаше. Така што дебатата околу предлог закон за амнестија во која што би влегле и осудените од 27 април ќе ни биде дебата и во следниот период и верувам дека еден од можните услови за вклучување на опозицијата во уставните измени би бил токму тоа прашање, со оглед на тоа дека бе во тек со преговорите во делот на декември 2018 година и дел од барањата кои што беа тогаш испорачувани, а верувам дека не отсуствувале и во некаква форма во оваа фаза на изготвување на законот. Сега тука ќе се наметне прашањето дали сите сега да се исклучени делата против државата, тука влегува терористичко загрозување на уставниот поредок, што не е тероризам од аспект на членот во казнениот законник. Тука се влегува во тој домен и таа дебата, но од друга страна пак кога ќе ги читате одредбите од законот за амнестија, кој ќе видите дека во која горна граница, во кој обем се намалува казната затвор во 30% од она што име единечна казна на осудените лица, ќе видите дека најавите за амандмани и во делот на овие осудени лица кои што имаат и пониски казни од 15 години, ќе се проблематизира и ќе се проблематизира, а тука влегуваат дел од овие прашања за кои што ќе се спори и ќе се спори. Дали осудените за Монструм во делот на помагањето или пак делот од 27 за организација и за учество, со оглед на тоа дека и таму има казни од 18 години надоле. Така што, јас стојам на ставот дека копијата околу амнестијата не се кршат околу волјата да има амнестија, туку околу одредени лица кои што не се опфатени со амнестијата. Дополнително што и измените во кривичниот законник беа малтене не во експлицитен консензус донесени, туку со некои 46 или 48 гласа во собранието, меѓутоа факт е дека опозицијата го направи кворумот за донесување на измените на законот за
кривичниот законник во делот на злоупотреба на службена положба и овластување. Тие тврдат дека не е така, но дискутабилно е и од аспект на блокада, што можело ако навистина сме биле искрени во тоа дека навистина не се согласуваме, или што е тоа што е амбасадорката истакна вчера дека не е последен, не е ни прв ни последен закон за амнестија. Ќе се согласите дека е тоа така и јас верувам дека прашањето на помилувањето на осудените за 27 април ќе дојде на дневен ред во периодот што следува. Дали за една година, дали за две, дали за три, и повторно ќе се враќаме на онаа дебата. Јас како жртва на насилство од 27 април сметам дека тој настан остави еден белег во демократските процеси на земјава. Не треба никогаш да се повтори, меѓутоа факт е дека одредени законски решенија треба да бидат земени во предвид и кога станува збор за разгледување на можноста за некакво олеснување во тој дел, меѓутоа и за, би кажала, и за примена на другите алтернативни мерки кои што стојат на располагање на институциите по однос на казнетите лица. Ова го кажувам од аспект на образложението на законот за амнестија. Таму се вели дека ќе се растерети и затворот, односно ќе се намали бројот на затвореници во затворите, дека ќе се олесни финансиски на буџетот по основ на издатоците и така натаму, ќе се овозможи ресоциализација, меѓутоа тоа ќе беше многу поискрена намера ако паралелно со предлог законите излезеше и акцијски план за програма за ресоциализација и рехабилитација на затворениците. Понатаму ќе се излезеше со една статистика во кој обем и во колкава бројка се изречени алтернативните мерки осудителни во смисла на општо корисна работа, куќен притвор и така натаму. Ние скоро сите го зборуваат законот за пробација, меѓутоа факт е дека ние скоро и да немаме заживување на тој закон, иако функционира од 2016 година, или пак компензирањето на одредено време траење кое што би се скратило со законот за амнестија со некаква општо корисна работа, која што повторно ќе го врати, би кажала, во систем затвореникот. Министерот Спасовски кажа дека некои од затворениците повторно влегувале, можеби ја има таа анализа, ние ја немаме, за да судиме дали е тоа така или не. Прашање е дали од 18-та година имаме повратници. Тоа е вака, таа анализа е вака. Вели во првите 8 месеци од 2023 година извршени се 500 кривични дела од повторници, во кој најголем дел или 412 дела од класичен криминал, тешка кражба, загрозување на сигурноста, така натаму, телесна повреда. Значи, и ова се вели дека при креирање на законот за амнестија, ресорот правда не побарал анализа од МВР за бројката на повторници од кривични дела. Ова е на некој начин, да речеме, анализа од МВР која оди против законот, еден од аргументите зошто тие се против законот. Го спомнавте, сакав да ве прашам и за законот за пробација, тој закон не се имплементира и иако може, не заживува, бидејќи најмногу судиите не го користат како инструмент. Имавме веќе тука една анализа околу тоа зошто е тоа така. Од друга страна, навистина затворите се преполни. Навистина имаме ситуација во Идризово каде што затвореници спијат на подови, спијат во ходници, тоест на душеци, преполни се. Но прашањето е, еве, и вие кажавте, сме имале амнестии, ќе имаме повторно амнестии. Ние нон-стоп имаме некакви закони за амнестија и секогаш се тие поради преполни затвори, лоши услови и така натаму. И сега прашањето е, до кога ние така ќе функционираме како општество? Значи, ќе носиме само закони за амнестија, ќе ги пуштаме луѓето кои се осудени, нема да ја издржуваат казната до крај, тие се враќаат, па ги повторуваат делата, а не работиме на подготвување на системот, на подобри затворски услови, на други алтернативни мерки и така натаму. Тоа ми е прашањето. За тоа и говориме сега, кога зборуваме за искрената желба да се има ефект од носењето на законот за амнестија,
во оваква форма како што го предлага владата, треба да следат и програми, планови и секако инвестицијски дел кој што би одел во прилог на тоа дека ние навистина правиме нешто што би одело во прилог на санирање на причините зошто се носи амнестијата. Ако вие имате испразнење на затворите со законски решенија, со ограничена казна и така натаму, но од друга страна немате вложување во подобрување на капацитетите кои што не се само нотирани од домашната, би кажал, домашниот формален механизам за контрола на условите во затворите преку Народниот правобранител, туку и од европските тела. И ако тоа секоја година станува се полошо и полошо, тогаш секое наредно образложување дека условите во затворот не се како што треба е некако веќе видено, како некакво дежаву. Од друга страна, јас мислам дека е време да се поразговара и на многу посериозните прашања кои што се случуваат во затворскиот систем. Прашањето на корупцијата, прашањето на насилството, прашањето на небезбедноста на вработените во рамките на затворите е нешто што е сериозно. Факултетот за безбедност преку своите катедри и преку своите бројни истражувања има многу елаборирани теми поврзани и со затворениците, и со условите за работа на вработените, и со профилот и капацитетот на вработените таму. Не знам колку е познато во јавноста, меѓутоа... Имавме неколку пати палење на автомобили на... Тоа е веќе прашање на истрага и на нешто што треба допрва да се истражува, меѓутоа факт е дека провејува она малска дебата зошто тоа се случува. За јавноста мислам и дека не е познат податокот дека последните огласи за вработување на затворски полицајци скоро резултираат со дебакл. Знаете, за 100 работни места ви конкурираат 30 лица кои што отсуствува желбата да се работи во затвор. Зошто? Зошто тоа треба да биде дел од анализата? Зошто луѓето не сакаат да работат во затворите? Од што се плашат? Се плашат за својата безбедност, се плашат дека нема системна работа, се плашат дека нема системна одговорност. Зошто се случува тоа? Го спомнавте затворот Идризово. Ние сме имале многу истражувања и дебати во рамките на факултетот зошто се случува тоа во затворот Идризово. Па знаете, не може денеска војската и припадници на АРМ да ви бидат чувари во затвор. Тоа е невидено во ниту една земја од Европска Унија или развиена земја која што треба да гарантира безбедност и на осудените лица, но и на вработените. Денеска имате во затворот Идризово крила на осуденици на доживотен затвор, каде што буквално нема суверенитет самата институција над тие делови во делот на спроведување на мерки за контрола и надзор и правила на игра таму. Имавме дебата неодамна на факултетот и со професионални издруженија на оваа тема и се постави прашањето колку пати може да биде осудено лице, веќе осудено на доживотен затвор? Само еднаш. И тие навистина представуваат ризик во своето делување и по другите осуденици, и по вработените по однос на нивните практики и слободата што ја уживаат. Бидејќи за него нема друга казна. Нема друга казна. И сега ние цело време зборуваме дека затворите ни се оптеретени, дека имаме лоши услови во затворите, дека некој ќе излегол, некој немал да излезе, но факт е дека тие со 6 месеци кои што влегле за некаков преткршок или за некој шамар, што се вика, или за тегли ајвар во затвор, факт е дека тие може да бидат инкриминирани и изложени на тортура од лица кои што, имаат некаква поголема слобода која што на еден или на друг начин им е дозволена во самиот затвор. Така што ова не е дебата само за законот, ова е дебата колку ние како држава и како ресорни министерства имаме план за подобрување на овие состојби за да нема
префрлање дека ова е само заради политичка волја на одредени поединци или ова е само заради уставните измени, туку да се потврди државата, да потврди дека има план во следниот период да нема исти образложувања за носење на овие на вакви законски решенија. Добро, сега... И да има вистинска ресоциализација и би кажала постигнување на целта на казната од страна на лицата кои што би излегле од затвор. Сега мораме да кажеме дека законот за амнестија ми се чини, барем и од опозицијата, па и од експертите, не се довидува толку во прашање со уставните измени. Опозицијата обвинува за некакви интереси на алијансата на албанците која го предлага законот, додека па законот за измените на кривичниот законник кои претходно беа донесени се доведуваат директно. И за тоа обвинува опозицијата, па тоа беше дел и од внатрепартиските обвинувања во самото ВМРО ДПМН помеѓу актуелниот и минатиот лидер Мицкоски и Груевски, кој со кого работи во врска со измените за кривичниот законник и како се носат. Па така, тие измените на кривичниот законник, како да се донесоа на некој начин опозицијата да се убеди да гласа за уставните измени, но гледаме дека тие не го сменија ставот во однос на уставните измени и, како што кажав, меѓусебно се обвинуваат кои со кого работи за тоа. Па така, сега, навистина е прашање зошто се донесуваат тие измени на кривичниот законник, дали навистина тогаш важи образложението кое власта го даде дека се европеизира македонското законодавство, дека се усогласува со европското, беше даден како пример германскиот закон, или има нешто позади сето тоа? Вториот денот на донесување на законот го искоментирав јавно во емисија Носењето и моето несогласување за начинот како би кажала преку ноќ. И ноќ се донесоа измените на кривичниот законник во тој дел на злоупотреба на службена положба и овластување. И кажав и се уште стојам на тоа дека европеизацијата на кривичното законодавство бара голема претходна дебата, јавна, стручна, евалуациска од аспект на правосудните органи за тоа со кои проблеми се соочуваат при спроведување на законот во делот на истрагите, во делот на судските постапки или извршување на казните. И евоцирав една дебата која што се одвиваше многу одамна по однос на делот за злоупотреба на службена положба и овластување, во делот на утврдување на штетата, бидејќи таму вели дека тој што за себе или во корист на друг ќе нанесе штета на друг или ќе прибави за себе противправна имотна корист, ќе биде казнен со наведувањето на ставовите во членот од законот. Најчесто во дебата, формална и неформална, со лица од правосудството, велат дека има потешкоти во утврдувањето на штетата. Кој претрпел штета и на чие право оди користа. И се присетив на една кривична пријава со 6 дополнувања што ја поднесов од 2013 во Оделението за организиран криминал. Се беше во предистрага 7-8 години за незаконското набавување на лаборатории за високообразовни институции, конкретно во случајот со Факултетот за безбедност во корист на МВР, за да јавната обвинителка Гордана Смаќовска, која што е сега пензионер, во 2020 година ме извести дека се отврла кривичната пријава после 8 години предистрага и 6 дополнување со мал милион докази, со образложение дека не се гони по службена должност, замислете, дела против службената должност не се гонеле по службена должност и дека не може да се утврди штета, бидејќи станува збор за буџетски корисници кои што наводно ги користат предметите кои што се од кривично дело. И сега, водејќи се по таа јавно обвинителска логика, која што
е многу дискутабилно од аспект на оценка за основаноста на обвиненијата и сите овие прашања за кои што денеска се дебатира, не сум сигурна дека до крај само политичарите се виновни во овој дел на носењето на ова законско решение, туку и неможноста или немањето на соодветни сознанија од страна на обвинителствата по однос на овие теми за кои што се зборува и за кои што има некакво олеснување. Дури и судската фела не е толку виновна во делот на носењето на своите одлуки, бидејќи тоа се води од ставовите, доказите и аргументите на обвинителството. Да, но обвинувањето се дека политиката и обвинителството и судството дека се всушност поврзани, дека се испреплетени, дека не можете да ги исклучите едно од други. Оваа тема е актуелна 30 години. Ова не е од вчера дебата и ние не слушаме ништо ново кога велиме дека политиката секаде се меша. Тоа не е ново. Прашањето е колку е тоа основано во оваа дебата за овие актуелни решенија. И не се согласувам дека намалувањето на казнената одговорност за злоупотреба на службена положба и овластување ќе донесат некакви ефекти во иднина, освен тоа да кажеме што ќе релаксираат одредени истраги и одредени актуелни судски процеси. Добро, но власта вели дека со измените на законникот токму ова што го зборувате во однос на заплена на имот, дека сето тоа ќе биде поефикасно, подобро ќе се спроведува со измените на овој законник. Велат зошто е важно да биде голема казната, доколку потоа не може да се заплени имотот кој е стекнат на незаконски начин и така натаму. Тоа е сосема друга дебата за други членови од кривичниот законник и од кривичната постапка. Има многу одредби од законите кои што се однесуваат токму на прашањето на конфискацијата и мислам дека не држи до крај образложението за овој член, особено ако се има во предвид дека токму дебатата е за неможноста за утврдување на штета. Така што штетата и конфискацијата или обештетувањето се врзани нешта, но ја следиме оваа политичка дебата и префрлање дека заради еден или за друг, но повторно ќе се навратам на она што на почеток го кажав, дека постои латентен политички консензус по однос на измените на кривичниот законник, бидејќи, како што кажав, кворумот во собрание го направи опозицијата за да може 46 пратеници да го изгласат. Добро, но и овој закон се донесе со европско знаменце, нешто што опозицијата обвинува цело време дека се злоупотребува европското знаменце. За волја на вистината и тие кога беа на власт истата пракса се правеше и тогаш исто беа обвинување дека и тие го прават истото, значи имаме една работа која континуирано се повторува. И сега, например, најново имаме вест дека и законот за игри на среќа ќе се носи во собранието исто со европско знаменце, нешто што навистина е прашање колку има врска со усогласување на нашето со европското законодавство. Се чини дека тоа европско знаменце, и тоа беше укажано и од Европската комисија, дека продолжува да се употребува или злоупотребува за се и се што. Се согласувам со констатацијата дека европското знаменце во многу парламентарни состави било дел за дискусија дали треба да стои на одредено законско решение или на одредени измени. Да бидам искрена, го немам видено законот за игри на среќа за да знам да ценам дали тоа законско решение содржи одредени одредби за кои што Демократската унија за интеграција во оној состав во кој што јас бев пратеник ги предлагаше измените во делот на ограничување на местото и достапноста на игрите на среќа, односно нивното гравитирање околу училиштата, околу градинките, бидејќи знаеме дека Демократската унија за интеграција беше таа која што ги промовираше овие решенија. Ги слушаме аргументите и од опозицијата по однос на партнерски односи на делот
луѓето во Македонија и во соседна Бугарија. Не сум во таа проблематика за да можам да давам некои јасни, прецизни мислам кажувања, но факт е дека реакцијата на Европската комисија по однос на употребата на европското знаменце треба да биде сериозно разгледано и од предлагачите и од секако законодавецот, собранието, затоа што навистина ќе имаме некаква одбојност од европското знаменце кога навистина ќе биде потребно да го ставиме на одредени законски решенија кои што исто така се проблематични и ќе бидат проблематични во следниот период на пристапување, односно на преговарање, бидејќи во таа фаза на преговори ние ќе бидеме приморани да измениме многу законски решенија кои што исто така нема да им се допаѓаат на граѓаните, а мора да го имаат европското. А тие навистина ќе бидат со европско знаменце. И тие навистина ќе бидат со европско знаменце и ние некако прерано ризикуваме да направиме одбојност од процедурата за носење на брзи закони со европско знаменце, токму заради приближување и пристапување кон Европската Унија, така што и овие укажување на амбасадорот Гир треба навистина да се земат во предвид, особено за делови и за закони, делови од закони и закони кои што немаат директна врска со европското законодавство. И заради тоа и се оправдани реакциите. Ајде на крајот да искоментираме уште две работи кои се случуваат во политиката. Сте били вие прилично актуелна и во политичкиот живот. Така, имаме два момента. Еден е враќањето на бившиот премиер Груевски во ВМРО-ДПМН, тоест во дискурсот, во политичкиот дискурс околу ВМРО-ДПМН, а исто така имаме појавување и на бившиот премиер Заев во СДСМ. Да видиме прво за судирот Мицковски-Груевски, кој избувна, еруптираше, беше прилично жесток и интензивен, па потоа спласна. Груевски кажа доста работи, кажа дека тој има многу работи и да каже, и дека доколку ги каже дека ќе биде интересно, спомна и личности во ВМРО-ДПМН, после тоа некако замре таа дебата. Мислите ли дека може би сега правиме онака чисто една политичка анализа, дали може би навистина Мицковски сгреши што го предизвика Груевски со на интервју во Дојче Веле, па го извади на површина? Знаете, јас не можам да ценам кои лица на какви реакции би реагирале, на какви написи би не реагирале и што би бил тригерот. Очигледно дека тригерот не било пишувањето и интервјуто за германскиот вестник, но не би навлегла и во личните релации помеѓу Мицковски и Груевски, би зборувала општо за тенденцијата во сите политички партии кога ќе има промена на раководства да има одредена латентна, би кажала, стихина конфликтност која што може да дојде во одредени периоди до израз или одредено несогласување на старата структура со новата структура. Не зборувам само на овие челните позиции како претседатели на партии, туку би кажала и дека такви несогласувања може да има и во пониските ешалони на раководствата на политичките партии, така што во тој контекст би го дебатирала и би го коментирала овој би кажала медиумски судир. Изборот на таа конфликтност е различен кај различни политички партии. Некаде има конфликтност, а не се гледа, а некаде нема конфликтност, а се гледа. Така што воопшто не би навлегувала за во анализа на актуелните состојби во ВМРО-ДПМН, но факт е дека и Груевски и Мицковски имаат група која што гравитира околу нив, која што има своји ставови, а секако имаат и своји поддржувачи. И мислам дека ова може да се сведе исклучиво на некоја внатрепартиска дебата и начин или механизам за анимирање на поддржувачите од страна на едниот или од страна на другиот. Фактот дека Груевски не е во државата, а се удираше во гради, нели, дека тој ќе биде жртвата за Македонија, дека не треба на други да им се суди за Македонија освен за него, па избега.
Зборува за начинот на тоа каква е грижата по однос на овие прашања за кои што тој актуелно дебатира. Јас од аспект на безбедност би кажала дека многу по актуелно прашање за дебата не е враќањето на Груевски, колку што е заминувањето. И тоа е една од темите на кои што ние и јавноста и граѓаните треба да бараат одговор. Зборувам на оние кои што не го очекуваат Груевски да се врати, туку оние кои што сакаат да дознаат како тој си замина од државата. И тие се тука испреплетени дебати. Во делот на политичките партии имало и во други политички партии превривања старо-ново раководство, но тоа не било можеби толку јавно експлоатирано преку вакви преписки и препукувања како што ги видовме. Не мислам дека нешто посебно му донесе плюс на Груевски или му одзема нешто на Мицковски или обратно му даде нешто повеќе на Мицковски, а му беше на штета на Груевски, но факт е дека Мицковски сакаше да покаже некаква перцепција и да создаде перцепција. Може би тоа и е политика, но не би знаела да оценам дали е тоа така, дека се оддалечува или се оградува од постапките и од сето оно што Груевски го направил, но пак од друга страна враќањето на политичарите кои што биле први соработници на Груевски во негово образложение, во негово обкружување како со некакво образложение дека му даваат поддршка, колку е таа поддршка потребна или важна, тоа не е мое да ценам. Зборува пак дека кога не ви сметаат соработниците на претходниот председател, тогаш зошто би ви сметал и председателот поранеше на партијата, така што не би го коментирала тој дел експлицитно, бидејќи мислам дека не е моја работа да се занимавам со внатре-партиските работи на ВМРО. Немам уште многу време, ве молам само краток коментар. Враќањето на Заев, да речеме, во тој политички фокус, ајде да речеме, каде што министерот Спасовски стави фотографијата од Заев во седиштето на СДСМ, се разбира дека тоа не е направено случајно, дека со тоа е спратена една порака кон членството и кон сите оние кои наблюдуваат, бидејќи постојаа информации непотврдени, морам да кажам, дека постои некаков анимозитет и помеѓу Заев и Ковачевски, не знаеме дали е навистина така, но факт е дека Заев не беше воопшто активен, не се појавуваше, не коментираше. И сега ова да речеме враќање, што укажува за вас? Сега, дали е враќање, треба да се постави прашањето дали воопшто има заминување по однос на враќањето. Јас не би коментирала конфликти и мислам дека нема конфликти во Социјалдемократскиот сојуз по однос на она што го гледавме поранешно претходно раководство. Особено ако се има во предвид дека премиерот Димитар Ковачевски беше промовиран од страна на Зоран Заев за председател на партија и секако наследник на премиерската позиција. Мислам дека поранешниот председател и премиер Зоран Заев има сериозен удел во носењето на одредени политички одлуки во Социјалдемократскиот сојуз, можеби не во сите, но факт е дека постоја... Не сум сигурна во конкретно дали и во актуелните, но факт е дека неговата посветеност на одредени прашања што се однесуваат за евроатлантските интеграции и текако се во полза на она што значи носење на правилни одлуки и секоја консултација на актуелното раководство со сите претходни, јас се бројам во тие делови, во таа група, дека може само да помогне, не може да одмогне. Знаете, многу е убаво кога вие одблиску ќе ги слушнете и пофалбите и критиките за одредени прашања и одредени политики и само во таа насока сметам дека седнувањето на маса на актуелното раководство со поранешниот председател Заев било во насока на преиспитување или барање на одредени совети за правец во кој што се движи и владата и партијата и дека периодот кој што е пред нас навистина не само од политичките партии, туку од сите граѓани бара една
сплотеност, би кажала една комуникација. Ние во комуникацијата не мора секогаш да се согласиме. Гледате, и во партиите има несогласувања по одредени прашања, но важно е да се дебатира. Затоа што само во комуникација и во дебата вие можете да ги видите вашите предности и вашите грешки, за да можете да ги коригирате. Ако сметате дека сте непогрешливи или најпаметни, сигурно нема да ги направите чекорите кои што ќе се однесуваат на доброто за сите, и затоа е можеби подобро и политичките партии и лидерите на политичките партии, зборувам и за актуелна позиција и опозиција, да седнат и да разговараат за прашања кои што сметаат дека вредат за дискусија и можат да донесат нешто што не би го јакнел анимозитетот кон политичарите. Затоа што во спротивно ризикуваат граѓаните, сите политичари да ги ставаат во исти кош, и добрите и лошите. Убаво е да се дебатира и да се носат решенија токму во прилог на иднината на земјата и на граѓаните. Да. Добро, професорке, искрено ни остана уште многу теми, но тоа е времето, ќе оставиме за некоја наредна емисија, се разбира. Ви благодарам за учеството. Благодарам и на вас за поканата.